Кај нас не доаѓаат луѓе со диагноза, доаѓаат луѓе со одредени проблеми. Доаѓа нечи родител, доаѓа нечи татко или мајка, доаѓа нечие дете. И вие морате да имате одредена доза на емпатија за да се сочувствувате со пациентот во граници на нормала, за да вие се посветите на пациентот. Еластографија представува една ултразвучна сонографска метода или ехо метода позната кај народот, која што ни овозможува да ја мериме цврстината на ткивото или она подрече кое го гледаме на ехо. Што тоа значи? Тоа значи дека ако негде во некој орган при гледање на ехо видиме некоја промена, самиот апарат има можност да направи еластографија, односно програма која ни овозможува да ја мериме цврстината на таа промена која сме ја виделе, или еластичноста. Сега зашто е тоа многу битно? Битно е бидејќи секоја она промена која има тенденција кон зголемување на цврстината е суспектна за малигнитет. Речеме, можете да користите за црн дроб квантитативна метода која точно ви кажува на кој степен се наоѓа цироза или фиброза на црн дроб. Така да оваа еластографија како многу нас ни помага сега да бидеме попрецизни во диагнозата. На лице место ќе ставам сонда, ќе ја најдеме каде е цистата. И ќе пуштиме, ќе измериме и ќе ни каже и со боја и со скор. И ако е циста, а не хогена, иш да не се плашиш. Ако има нели цврстина, ќе пресметаме точно и ќе ти кажам дали треба да се плашиш или не, или да правиш ФНА, тоа е пункција се прави. Меѓутоа, тоа не е 100% преглед, пошто ја не гледам ехо на дојки, ама од прилика промените се тие. Ако вие на ехо на тироидна жлезда видите некој јазол, и тој јазол со еластографија, бидејќи самиот апарат ни дава скор, тоа е квалитативната метода, ни дава скор апаратот, имате скор од 1 до 6. До 3 зборуваме за помала цврстина, на 3 за поголема цврстина. И сега, вие имате можност да го следите тој јазол или чвор, значи при првиот преглед мерите еластицитет, ако излезе скор 1 или 2, а на наредната контрола 3 вие знаете дека тоа оди кон влошување или кон зголемување на цврстината. И мислам дека мотивот или тригер факторот за да постојано одам напред е тоа. Премногу ја сакам професијата и ја работам со љубов.